Краток преглед на настаните од денешниот дневник. Охридските матуранти ги заокружија средношколските денови со танцот на младоста на градскиот плоштад. На сајм за образование во Охрид ќе бидат презентирани можностите за студирање во Србија во организација на почесниот конзулат. На Галичица одбележан денот на Европската еколошка мрежа Натура 2000 и Светскиот ден на биодиверзитетот. Шесто издание на Охрид Ултра Трейл 2024. Ирска и Норвешка ја признаа палестинската држава. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ви информираваме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес, во првата половина од денот, имавме сончево време со појава на локална облачност и свежо време, со температури до 21 степен. Во попланевните часови со услови за појава на невреме. Во текот на ноќта, среда кон четврток ќе преовладува претежно ветро и свежо време. Во четврток во најголем дел од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи. На Апенинскиот и Пиринејскиот полуостров претежно сончево време со појава на локална облачност. Стабилно време се очекува и во крајните северни и североисточни предели. На Балканскиот полуостров претежно сончево време со појава на локална облачност и топло време. Во попланевните часови развој на нестабилност, кое што ќе услови нестабилно време со услови за појава на невреме. Во јужните предели претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури од 17 до 26 степени. Во Македонија во четврток, денот ќе го започнеме со посвежо утро со пад на утринските температури, кои што ќе се движат во интервал од 6 до 15 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло време. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер, кој што ќе достигне брзина до 25 км/ч. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 17, односно до 27 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло време. Минималната температура од 10 степени, додека пак нетната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во петок ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло време. Дневната температура ќе достигне до 23 степени. Во сабота претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Во недела умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд и грмотевици. Локално со услови за појава на невреме. Се очекува да наврнат и до 15 литри. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната до 20 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин.
Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Денеска на Охридскиот плоштад танцуваше младоста. Околу 300 матуранти од 4 средни училишта од Охрид го заиграа квадрилот и свечено зачекорија во новата етапа од животот. Градоначалникот Кирил Пецаков им порача дека градот е горд на нив, им посака успех и да не се откажуваат од своите соништа. Охридските матуранти го заокружија средношколското поглавје од својот живот со традиционалната матурска парада. Денеска, на градскиот плоштад околу 300 момчиња и девојки од Охридските средни училишта го заиграа квадрилот. Во танцот на младоста на предпознатливите звуци од Штраусовата опера Лилјакот и во сценографијата со сини и бели чадори уживаа родители, баби, дедовци, минувачите и гостите, но најголема беше радоста и свеченоста на лицата на матурантите. Здраво, јас сум Јана Ѓурчева, се чувствувам многу супер, многу задоволна од мојата школа. Јас сум од гимназија Свети Климент Охридски Охрид и планирам да положам Скопје на факултетот за туризам. Здраво, јас сум Том Круз, доаѓам од Климент Охридски, се чувствувам денеска преубаво, сончев ден, сите тука се мои, многу добро се осеќам. Јас сум Ема Наумовска, идам од гимназија, среќна сум нормално што заврши средна школа и сега здравје Боже продолжуваме на економски. Јас сум Бурак Рахман, учев во средната школа Свети Климент Охридски и за парадава се спремавме од прилика еден месец и супер се чувствувам денеска што сме сите во голем број и за факултетот планирам да се запишам на криминалистика. Јас сум Ана Маловчева, учев гимназија 4 години. Се чувствувам многу убав, одлично. Кај ќе се запишам уште не знам. Ќе видиме, битно е да сме живи и здрави. На матурантите им се обрати градоначалникот Кирил Пецаков, посакувајќи им успеси во иднина. Денешниот е ден на радоста, ден на убавината, на младоста, ден што означува крај на една и почеток на друга многу важна етапа од животниот циклус на нашите матуранти на кои сме горди.
рече во своето обраќање градоначалникот. Ученици мои, на сите вас поединечно го сакувам успех во иднина. Со голем ентузијазам и нескротлив дух, реализирајте го сето она што сте го замислиле, а е од општо добро. Не е битно дали ќе го продолжите своето образование или ќе изберете занаед со кој ќе се занимавате во иднина. Битно е сработеното да биде со љубов и желба. Тајната на успехот во животот не е во тоа да се работи тоа што се сака, туку да се сака тоа што се работи. Работете вредно и честно, не скршнувајте од патот и никогаш не се откажувајте од своите соништа. Сонувајте, затоа што соништата секогаш се исполнуваат на оние кои се вложуваат да ги реализираат. Пораката до генерацијата ја испрати Константина Крежеска од Охридската гимназија, која изрази голема благодарност до професорката Катерина Стојановска за организација и подготовка на парадата. Да им посакаме на матурантите да продолжат да чекорат гордо, како и досега, и да пред се да останат добри луѓе. Инаку, парадата на матурантите започна во далечната 2001 година во Словенија, а нејзин идеен творец е Томаш Амброш од танцовата школа Уршка во Љубљана. Во петок, на денот на се словенските просветители, во Охрид ќе се одржи саем за образование во организација на почесниот конзулат на Република Србија во Македонија. Пред матурантите од Охридскиот регион ќе бидат представени студиските програми, можности за стипендии и бенефиции од страна на представници на реномирани држави и приватни факултети од Ниш, Белград и Нови Сад. Матурантите и идни студенти од Охридскиот регион ќе можат да се запознаат со условите, стипендиите и другите бенефиции за студирање на државните и приватните универзитети во Република Србија. Во петок во Охрид ќе се одржи саем за образование во организација на почесниот конзулат на Република Србија во Македонија. На саемот ќе бидат презентирани студиските програми и можностите кои им стојат на располагање на македонските матуранти од страна на реномирани професори и декани предводени од Младен Шарчевиќ, советник на председателот на Република Србија Александар Вучич и поранешен министер за образование, информира почесниот конзул Михајло Филев. Но овај саем ќе бидат сега како што спомнавме представени програмите пред студентите и сите оние бенефиции кои ќе ги нудат за нашите македонски студенти, како што се стипендиите, полеснувањата во многу начини на запишување на тие факултети и секако стручната спрема на високо образование која нудат на највисоко ниво. А секако тоа е еден темел на соработката во сферата на образованието која е многу битна за развој на нашиот регион и нашите две братски држави. На саемот ќе има представници од повеќето факултети и универзитети од Ниш, Белград, Нови Сад, како и од приватните факултети кои ќе понудат своји бенефиции и олеснувања во плаќањето, посочува конзулот Филев. Саемот има за цел и поголема соработка на образовните институции меѓу двете држави на полето на образованието и науката, како цврст темел за еднината на младите луѓе од двете земји, вели Филев. И ги поканувам сите потенцијални студенти да дојдат да се информираат и ќе има многу убави услови за соработка во сферата на образованието. И нашите факултети ќе имаат можност да понудат за српските студенти да ги посетуваат нашите сите факултети, универзитети, секако отворени сме за соработка во двете насоки. Ќе има представници секако и ќе се разменат мислење, искуства и секако условите од двете страни за понатака да може студентите да се користат сите тие услуги и со тоа да се зголеми, да речам, културната соработка во сферата на науката. Саемот на образование ќе се одржи символично на денот на сесловенските просветители Светите Кирил и Методи во големата сала на општина Охрид во 14 часот. Неговата организација е резултат на добрата соработка на почесниот конзулат на Република Србија со седиште во Охрид со образовните институции од Србија и Македонија, амбасадата на Македонија во Србија и општина Охрид. Овој проект кој во фокусот ги има младите луѓе е само еден од низата кои се планирани во иднина, најави конзулот Филев, истовремено упатувајќи честитки до охридските матуранти. Од основното училиште Свети Климент Охридски ги известуваат родителите дека бројот на ученици за запишување во прво одделение за наредната учебна 2024-2025 година во Централното училиште е пополнет. Во останатиот период од законски предвидениот рок за упис, во прво одделение ќе се примаат само ученици кои законски припаѓаат во реонот на училиштето.
Во подрачното училиште во населбата Далјан ќе се примаат ученици до пополнување на капацитетот на паралелката, информираат од основното училиште Свети Климент и им се заблагодаруваат на родителите на окажаната доверба што го избрале токму нивното училиште. Денес, на 7 избирачки места во државава се прегласува за парламентарните избори. Во Охрид се прегласува на избирачкото место 1272. Според информациите од Општинската изборна комисија, гласањето се одвива нормално, без никакви неправилности и технички проблеми. 7 избирачки места во земјава каде денеска се прегласува за парламентарните избори се отворени навреме, а гласањето се одвива без проблеми. Прегласувањето се одвива на едно избирачко место во 6-та и на 6 во 5-та изборна единица, меѓу кои на изборно место 1272 во Охрид и изборно место 1844 во Струга. До 15 часот на прегласувањето во Охрид гласале 308 гласачи од избирачкото место 1272, односно 43,32%, информира претседателката на Општинската изборна комисија Охрид Антигона Сионов. Споредбено со гласањето од 8 мај, забележана е помала излезност до 15 часот за 11,53%. Па гласањето во Охрид на избирачкото место 1272 тече нормално, без никакви проблеми. Гласачите излегуваат, тековно тече гласањето, значи не се пријавилни никакви неправилности, нема никакви забелешки, немаат проблеми ни од техничка природа со убигот за биометриско читање на податоци, така да очекуваме до крајов на денов да продолжи исто како и претходно. Во избирачкото место 1272 во Охрид, кое се наоѓа во основното училиште Христо Узунов, запишани се вкупно 711 лица. Избирачите, жители на улица Мир Чацев, по трет пат излегоа на гласање, дел од нив кои ги анкетиравме велат дека исполнуваат својата граѓанска должност со надеж за подобар живот. Да, го дадох, ние исполнивме нашата граѓанска должност. Кои се вашите очекувања? Нашите очекувања да имат побава влада, да дадат повеќе пари да живеат народ со 5-16 не се живеат, мало е, не стигат. Да си гласаме. Си дадов збор на гласање и то за подобар живот. Нормално, моето право си го искористив и се надевам дека ќе завршиме коначно со ова што ни се случува. Втор пат гласате? Втор пат, трет пат, председателските па потоа и така. Убав ден да си имате и посакувам успех. Кои се вашите очекувања? Подобро, па секој се надева на нешто подобро, фала Богу. Тоа е смислата на нашето постоење, ако нема подобро тогаш како би функционирале. Излезноста на ова избирачко место до 19 часот на изборите одржани на 8 мај беше 63%. На сите 7 избирачки места каде се прегласува денеска во државава се забележува зголемена излезност за 5,35% според податоците од Државната изборна комисија. На Галичица одбележан денот на Европската еколошка мрежа Натура 2000 и Светскиот ден на биодиверзитетот. Изборот на подрачјето за да се обележи овој ден не беше лесна работа. Имаме изобилство на потенцијални подрачја на секаде, почнувајќи од Чарпланина, Маврово, Пелистер, Преспа, па се до Галичица, Осогово, Матка. На крај се одлучивме за Галичица. Покрај тоа што е совршено место да се ужива во недопрената природа, Галичица исто така не потсетува колку е важно да се зачува природата и дека секој од нас има улога во тоа, кажа Бен Нупнау, заменик шеф на мисијата при делегацијата на Европската унија во Македонија. Во потенцијалното подрачје на Натура 2000 во близина на село Велестово во Националниот парк Галичица, вчера се одбележа денот на Натура 2000, но и Светскиот ден на биодиверзитетот. На Галичица се среќаваат околу 37 растителни заедници, повеќе од 40 живеалишта, над 1600 растителни видови и над 3200 животински видови. Настанот го отвори Бен Напнао, заменик шеф на мисијата при делегацијата на Европската унија во Македонија. Покрај тоа што е совршено место да се ужива во недопрената природа, Галичица исто така не потсетува колку е важно да се зачува природата и дека секој од нас има улога во тоа.
Заштитата се протега многу пошироко од самопрогласување на едно место како подрачје од вредност. Потребно е солидно управување од страна на соодветни компетентни кадри и соодветни финансиски ресурси, но и континуирани заложби за да се возобнови она што било оштетено и да се зачува тоа што се уште е во добра состојба. Тоа е прашање на голема итност насекаде, а зелената агенда на ЕУ става фокус на тоа што значи дека ќе се следат и ресурси, поради тоа што биоразновидноста е крвотокот на нашата планета, која мора да ја заштитиме за идните генерации. Истакна Нупнау. Даниел Богнер, тим лидер на проектот подобрување на капацитетите за Натура 2000 и SITES, објасни дека ова подрачје изобилува со тревни површини кои се приоритетни области за заштита во ЕУ и за нив е потребно дополнително внимание, бидејќи се дом на околу 120 различни видови на растенија, а со секое растение се поврзани различни инсекти кои пак се храна за многу птици. Зачувувањето на тревните површини е задача за институциите и за Националниот парк, кои преку добро управување со овие подрачја може да помогнат во негово зачувување, истакна Богнер. Климент Нанев од Националниот парк Галичица рече дека поради зголеменото човеково влијание, закадувањето и другите неповолни појави врз природата, од несомнено значење во споставувањето на една ваква мрежа која ќе ги вмрежи не само веќе заштитените, туку и другите Натура 2000 подрачја, кои ќе се номинираат во иднина. Методија Велески од Македонското еколошко друштво, кое го координираат проектот Мрежа за искуствено учење, истакна дека тоа практично е една лабораторија во природа. Можноста за наблюдување во природа и запознавање со биодиверзитетот во Националниот парк Галичица ја има учениците од основните училишта Кочо Рацин од Охрид и Киро Глигоров од Скопје, преку работилница која беше предводена од страна на едукатор од Националниот парк Галичица и неколку експерти. Настанот беше организиран во рамките на проектот финансиран од Европската унија подобрување на капацитетите за Натура 2000 и SITES. Корисник на проектот е Министерството за животна средина и просторно планирање, а го спроведува НИРА со партнерите. Коорганизатор на настанот беше Македонското еколошко друштво со партнерите, како дел од проектот Мрежа за искуствено учење, финансирано од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка, каде раководител е УНИЦЕФ. Шесто издание на настанот во планинско трчање Охрид Ултра Трейл 2024, што ќе се одржи на 24 и 25 мај. Годинава ќе учествуваат рекордни 448 планински тркачи од вкупно 35 земји. Охрид Ултра Трейл е меѓународен спортски настан кој еднаш годишно се одржува во Националниот парк Галичица и регионот Охрид Преспа. Годинава учество ќе земат рекордни 448 планински тркачи од вкупно 35 земји, информираат организаторите. Шестото издание ќе опфати 5 трки во планинско трчање на 107, 66, 42, 22 и 10 километри со различни временски стартови и локации. Стартот на трката од 107 километри е на градскиот плоштад во 23 часот на 24 мај. Останатите трки се одржуваат на 25 мај. Стартот на трката на 66 километри е од Свети Наум во 7 часот. Трката на 40 километри за брзо трчање ќе започне од Пештани во 9 часот. Летница трейл трката на 22 километри ќе стартува од Велгошти во 11 часот. Новина оваа година е јуниор трейл трката на 10 километри наменета за деца од 13 до 18 години, на која ќе учествуваат 60 тркачи, кој исто така ќе стартува од Велгошти, но во 10 часот и 30 минути. Финишот за сите 5 трки ќе биде на градскиот плоштад. Секој тркач ќе добие бип број со чип кој треба да биде поставен исклучиво на предната страна од телото и да биде видлив во текот на целата трка. Поставувањето на бип бројот на ранец е забрането. Годинава за прв пат ќе се организира и експо во спортската сала Билјанини извори во петок, 24 мај, од 9 до 21 часот. Настанот е поддржан од општина Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Ирска и Норвешка денеска ја признаја палестинската држава, а одлуката ќе стапи на сила на 28 мај. Најмалку 140 земји ја признали палестинската држава според писмата испратени до Обединетите нации, пишува BBC. Испанскиот премиер Педро Санчес денеска во шпанскиот парламент ќе го објави датумот на официјалното признавање на палестинската државност. Норвешка е првата европска земја која јавно објави дека ќе ги уапси израелскиот премиер Бенјахим Нетањаху и министерот за одбрана Јоав Галант,
доколку Хашкиот трибунал издаде налог за нивно апсење и се најдат на норвешка територија. Меѓу земјите кои формално не ја признаваат Палестина како држава се Велика Британија и Соединетите Американски држави. Авион на авиокомпанијата Singapore Airlines вчера принудно слетал во Банкок по интензивните турбуленции во кои еден патник го загубил животот. На летот имало вкупно 211 патници и 18 членови на екипажот. Летот, кој требало да трае околу 13 часа, а сообраќал од Лондон до Сингапур, е мощна честа линија. Но додека авионот бил над Мјанмар, почнали интензивни турбуленции. Потресените патници и екипажот раскажали за драматичен пат од 1800 метри за околу 3 минути, што ги изврдил оние што не носеле сигурносен појас до таванот во кабината. Наводно, авионот влегол во област со силна бура со грмотевици, а дел од патниците ги немале ставено безбедносните појаси. Снимките на социјалните мрежи ја покажуваат кабината во хаос, расфрлена со храна, шишиња со пијалоци и багаж, како и со маски за кислород кои висат од таванот. Холандија повеќе нема да им дозволува на своите граѓани да посвојуваат деца од странски земји, изјавил холандскиот министер за заштита на правата Франц Верверинд. Холандските родители посвоили околу 40.000 деца од 80 земји во претходниот половина век. Практиката е намалена во последните години, со само 145 посвоени деца во 2019 година. Откако извештајот ги означи неправилностите во системот, Холандија ги замрзна меѓународните посвојувања во февруари 2021 година. Во извештајот се вели дека некои деца очигледно биле украдени или купени од нивните родени родители во 1960-тите години. Посвоените деца во земјата, трагајќи ги своите корени, често откривале дека нивните документи биле фалсификувани или изгубени, или дека нивното посвојување било незаконски. Птичиот грип е откриен на живинарска фарма во близина на Мелбурн, Австралија, а првите резултати од тестовите покажале дека не е истиот сој кој е широко распространет на глобално ниво и е присутен кај говедата и млекото во сад, објави денеска Австралиското министерство за земјоделство. Голем број живина умреле на фармата, која е ставена во карантин, соопштиле властите, а пренесува Reuters. Одделот за земјоделство на Австралија соопшти дека се вршат тестовите да се утврди за каков тип на вирус се работи и колку е потенцијално сериозен. Францускиот претседател Емануел Макрон денеска ќе ја посети француската пацифичка територија Нова Каледонија, каде во 9-дневните немири загинале 6 лица, стотици беа повредени, а беа палени автомобили, продавници и јавни згради. Француските власти соопштиле дека насилството се намалило откако од Париз биле распоредени 1050 војници, тактичка полиција и засилување на националната безбедност, вклучително и во многу чувствителните области. Немирите започнале на 13 мај, кога Франција расправаше за нацрт законот со кој на илјаници француски граѓани во Јужниот Пацифички архипелаг да им се даде право да гласат на покраинските избори. Островот се наоѓа на околу 1200 км источно од Австралија и има 120.000 жители. На сите три референдуми за независност, одржани во 2018, 2020 или 2021 година, жителите гласа за да останат како дел од Франција. Но, Движењето за независност го бойкотираше последното гласање и најави дека нема намера да ги прифати резултатите. Ова беше се што подготви информативната редакција на ТВМ. Останете со нашата програма. Пријатно!